Среќна и успешна нова година и од мене. Започнува уште едно издание на Урбаните вести. Останете со нас. Скопје ќе добие трамвај, но дали со тоа ќе се реши хаосот во градот? Градоначалникот Борис Георгиевски го посети првиот жител на Газибаба за 2019 година. Интервју со Велимир Смилевски, градоначалник на општина Бутел. Од утре синоптичарите најавуваат снежна покривка. До 2021 година во Скопје ќе се вози трамвај. Ова е најнов проект на градот Скопје, чија реализација ќе започне во втората половина на 2019 година. Дали со тоа ќе се реши сообраќајниот хаос во Скопје? Ги прашавме граѓаните. Во Скопје конечно ќе се гради инфраструктура за долго најавуваниот трамвај. Имено, градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, го објави планот на трасата по која ќе се движи трамвајот во Скопје. Според планот на сообраќајниот проект, трасата на трамвајот ќе започнува од кружниот тек кај Порта Влае, ќе се движи по партизански одреди, потоа преку Рекорд и собранието на Република Македонија, во близина на зградата на Црвениот крст, кон комплексот банки и железничката станица, по булеварот Јане Сандански до Новолисиче. Според овој план, центарот на градот и неколку клучни булевари во Скопје нема да бидат дозволени за возила, освен за самиот трамвај и за градските автобуси. Ги прашавме и граѓаните дали според нив со изградбата на трасата за трамвајот ќе се реши проблемот со хаосот во сообраќајот. Дел од нив веруваат дека ова ќе биде успешен проект, додека останатите сметаат дека не смее да се запре крвотокот во центар, бидејќи околните улици немаат капацитет да ги издржат илјадниците автомобили кои би се пренасочиле по нив. Се најавува изградба на инфраструктура за трамвај. Сметате ли дека трамвајот ќе го реши проблемот со сообраќајот во Скопје? Ја мислам че го реши, да. Ја мислам дека нема да го реши и никогаш нема да се направи. Пуста желба. Ние не направивме улици како што треба, па камо не трамвај се ќе прави. Право да ви кажам, и ја сум размислувал, затоа не знам, мислам дека тешко. Дали сметате дека трамвајот ќе го реши сообраќајниот метеж во Скопје? Па секако. Ќе помогне. Сигурно ќе се реши, сигурно ќе се реши. И овдека се направи еден подвожњак овдека. Ове знам дека подвожњак е да се направи. И ќе го нема овој проблем. Падам тук. Секако се што е корисно и мислам дека ќе се реши. Бидејќи во сите големи градови има трамваи. И би требало. Изградбата на трамвајот се очекува да започне во втората половина на 2019 година и да заврши во 2021 година. Крајот на 2018 година Скопје го одбележа во знакот на борбата против загадениот воздух и проектите на градот Скопје за намалување на загадувањето. Меѓу другото, за една година градот подигнал 122.838 метри квадратни зелени површини. Крајот на 2018 година Скопје го одбележа во знакот на борбата против загадениот воздух и проектите на градот Скопје за намалување на загадувањето. Меѓу мерките за справување со загадувањето, град Скопје реализираше повеќе активности, како обука за оџачари и субвенции за чистење на оџаци. Градот во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија спроведоа обуки за 15 нови оџачари. За субвенции за чистење на оџаците биле доставени околу 243 барања од граѓаните. Во градинките и училиштата се поставуваа прочистувачи на воздух. Се доделуваа субвенции за печки на пелети, за купување велосипеди, за купување електрични тротинети, за кои граѓаните беа заинтересирани и поднесуваа барања. Се спроведува и повеќе акции за чистење на скопските општини. Граѓаните може да пријавуваат огнови на отворено на телефонскиот број 193. За една година градот подигна 122.838 метри квадратни зелени површини. Само оваа есен град Скопје предвиде 3500 висококвалитетни повеќегодишни листопадни дрвја, кои беа наменети пред се за реконструкција на постоечките и подигање на нови дрвореди. Покрај новото зеленило, изградени и реконструирани беа 12 километри велосипедски патеки, а изминатава година 11 средни училишта добија и енергетски ефикасни фасади.
Бебето Ведран е првото новородено бебе во 2019 година од територијата на општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски денеска беше во посета на родилката Александра и на семејството им посака многу успешна, среќна и весела 2019 година, а на бебето многу здравие и да има убаво и безгрижно детство. Градоначалникот Георгиевски на првороденото бебе му подари играчка и 20.000 денари. Бебето Ведран, кој е првиот ден од новата година, го посетија градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов и министерот за здравство Венко Филипче. Денеска го посети и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Семејството на Ведран живее во општина Газибаба, а градоначалникот Георгиевски традиционално и оваа година првороденото бебе од општина Газибаба го награди со 20.000 денари и играчка, а на семејството Ангеловски од населбата Хиподром им посака среќни новогодишни и божикни празници. Ведран е роден во првата минута од новата година, со тежина од 3 килограми и 940 грама и должина од 52 сантиметри на клиниката за гинекологија и акушерство при Универзитетскиот клинички центар. Машкото дете на нашето поднебје е предзнак за берикетна и успешна година. Кои се проектите на кои работеше општина Бутел во 2018 година и какви се плановите за 2019 година? Гледате во ексклузивното интервју на Прва Скопска со градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски. Кон крајот на изминатата година и почетокот на новата се чини најубаво е да се направи еден пресек за се она што се случувало во текот на изминатата година. За општина Бутел 2018 година ќе биде запаметена по многу работи, а за нив ќе разговараме денеска во студиото на Прва Скопска со градоначалникот на општина Бутел господинот Велимир Смилевски. Градоначалник, добро дојдовте во студиото. Подобро да ве најдам. Во текот на оваа година реализиравте голем број проекти во општина Бутел, па би можеле на почеток да почнеме со индустријската зона Визбегово. Ке ни кажете каква е состојбата таму? Па добро, индустријската зона веќе се изработуваат проекти околу водовод, канализација, што мислам дека е многу важно за инфраструктурата во индустријската зона. Проектите се и веќе завршени, идеме со нареден дел околу промена на ДУПот, каде што ќе ги промениме сите оние проблеми кои што луѓето во изминатите години ги имаат. Со град Скопје го решаваме и делот околу Качаничкиот пат, значи главната магистрала која води кон заобиколницата и Косово. Така. На почетокот од вашето работење рековте дека ќе го подобрите осветлувањето во општина Бутел, па така и направивте. Каде беа поставени нови светилки? На многу места поставивме, приоритет удривме на училиштата и градинките. Целосно се осветлени сите објекти кои што се под основните училишта и градинките на територија на Бутел. Направивме повеќе од 7 нови линии кои што ги задоволија потребите на ова на граѓаните. Сменивме повеќе од 1500 сијалици кои што ја намаливме штедливоста, значи ги променивме од оние стандардни бели во натриумови жолти сијалици и мислам дека со мала инвестиција добивме поголем приход за општината да остане за други намени. А ќе поставувате ли уште? Постои ли место каде што не е осветлено општина Бутел? Па сигурно дека постои место кое што не е осветлено затоа што се отвараат нови улици, се градат нови населби. Се надевам дека во оваа година ќе имаме доста такви инвестиции, но повеќето е завршено во претходната година. Во текот на минатата година работевте и на реконструкција и рехабилитација на повеќе улици во општина Бутел. Еве ќе ни кажете нели поконкретно каде се работеше, кои граѓани добија нови улици? Јас мислам дека работевме рамноправно во селата и во населбите кои што се во руралниот дел малце повеќе обрнавме внимание.
но не ги оставивме значи и останатите населени места. Со тоа значи можам да кажам дека од Радишани до Визбегово во секоја населба рехабилитиравме или изградивме нови улици, не зборам за една, не зборам за две, повеќе од 15 на улици се направени, но се надам дека во текот на оваа година ќе ги завршиме сите оние кои што се на територија на Бутел. Во текот на за потребите, односно на граѓаните, направивте и неколку пешачки патеки. Каде се работеше? Па, не се неколку, мислам дека се многу повеќе. Се она што во изминатите години како опозиција го детектиравме проблемот на граѓаните, поставивме значи комплет пешачки патеки, сите ги осветливме. Со тоа можам да кажам дека од повторно од Радишани до Визбегово се направени повеќе од 20 на пешачки патеки. Правевме пешачки патеки и во селскиот дел, значи во руралниот и во градскиот дел. Мислам дека граѓаните препознаваат она што во изминатата година го изработивме. Еве во месец декември, оно што јас се сеќавам беше пешачката патека, нели, што ја пуштивте во употреба, исто и покрај неа, нели, засадувавте дрвца, а тоа е покрај општината. Да, таа е најмалата патека која што ја направивме. Имавме во текот на декември голема акција околу засадување на дрва. Општината си направи еден мал проект кој што сум сигурен дека јануар со сигурност ќе видиме и февруар дали ќе имаме услови. Секоја недела сакаме да засадуваме по 15 дрва кои што се во состојба која што сме сигурни дека за брзо време ќе вродат плод. Значи големи дрва по 2 метра, 3 метра, така да целта беше помалку поквалитетно. Така, и да се подобри, нели, животната средина за граѓаните. Во изминатата година остваривте и соработка со градот Скопје. Во рамките на оваа соработка беа пуштени и улици, булевар, па работевте, нели, на повеќе проекти. Зашто поконкретно станува збор? Па добро, граѓаните малце беа нестрпливи, оправдано. Имаме големи проекти со град Скопје. Првично ја дозавршивме булеварот Христијан Тодоровски Карпуш до првата фаза. Активно се работи во втората фаза, мислам дека е веќе и фаза кај што почиња тампонирање, но се надевам дека во текот на оваа година ќе го решиме тој проблем. Додека пак почнавме уште еден проект Босна и Херцеговина, кој што во моментот се изработува канализационата мрежа. И сум сигурен дека изведувачот ќе стигне на време за рокот година и пол, може не оваа година, ама на почетокот на наредната година ќе го пуштиме и тој булевар. Она што е многу важно за граѓаните на Бутел 1 и Живко Брајковски е поставување на нова атмосферска канализација на улица Александар Рударевски. Мислам дека е тоа многу важно затоа што тој дел имавме во изминатите години големи поплави, затоа што канализацијата постоечка фекална не можеше да ги задоволува потребите и одредени населби се поплавува, а сега значи од крајот на Христијан Тодоровски Карпуш до кружниот тек во општината ќе биде поврзана целата атмосферска канализација и нема да имаме проблем. Така, се надевам дека граѓаните, нели, стрпливо ќе го дочекаат. Па не се стрпливи, ги оправдувам, но ако сакаат нешто да биде на подобро, мора да затоа сме избрани, нели, да ги и слушаме и у добро и у лошо. Се разбира. Во текот на годината што измина, исто така се даде акцент и на чистењето на општина Бутел, па реализиравте и повеќе акции за чистење и имавте и соработка со јавното претпријатие Паркови и зеленило, се уредуваше на еден начин општината. Нешто повеќе за ова да ни кажете? Па добро, во мојата програма осветлувањето и чистењето беа главните работи кои што мислам дека на Бутел во претходната година и требеше. Исчистивме повеќе од 10 диви депони, каде што во кубици е многу изнесен шут. Луѓето Бутел ја сматра како општина кај што може да го фрлат тој градежен шут, но најдовме начин, го средивме тој дел и мислам дека сега поставуваме некои си стандарди и услови за чистотата во тој дел. Кога збориме чистотата на урбаните улици,
Тука со комунална хигиена имавме доста акции, но морам да кажам дека општината се погрижи за и ние самостојно да можеме да се организираме. Купивме 2 возила комби, купивме комплетна опрема од дувалки, машини за за сечење дрва, машина за нешто што е поразлично и што до сега општината немало, ќе биде еве сега кој има снег, општината Бутел сите малецки улици ќе си ги чисти сама, затоа што купивме плук и приколица за нанесување на сол и песок, така да сум сигурен дека граѓаните со првиот снег ќе видат дека се работело многу и дека сме мислеле унапред. Воедно земавме и еден багер кој што е нов за потребите на општината и сите тие депонии или се она што треба брзо да се реагира, ќе реагираме во наредниот период. Може да се каже дека општина Бутел и градоначалникот, нели, начело се грижи за општината и за, нели, да се обезбедат подобри услови и подобро функционирање на граѓаните во Бутел. За тоа сме избрани. Сега би сакала да поразговараме малку на темата за образованието. Во 2018 година имавте повеќе зафати во детската градинка 11 октомври, што се реконструиравте, што се беше направено таму? Според мене беше многу важно да почнеме од најмалите. Не случајно градинката во Скопје Север, 11 октомври, која што е и главна градинка, беше во целост реновирани сите прозори и поголем дел од просториите беше сменет, дел паркетот, дел беше лакиран среден. Купивме играчки кои што изминатите 15-20 години не се купивме смарт табли, купивме многу работи за да може децата да се осеќаат и побаво од дома. Тоа и се докажа дека секој дете кога влегува во градинката прво иде да се изнаигра и да скока. Со тоа што и самите воспитачи се зачудуваат затоа што во претходниот период децата знаат да плачат пред врата, сега само ги пуштаат пред вратите и трчаат да си играат. Другиот дел беше кој што многу беше важен, во Радишани јаслите беше во една лоша состојба, дел од плочата беше оштетена, потоната, каде што ние ангажиравме луѓе кои што се вклучени директно во таквата работа. Ние направи еден проект кај што во целост ги саниравме сите тие проблеми околу попуштањето на плочата и го завршивме тој дел. Се разбира дека истите луѓе како надзор проверија и гарантираа дека е се во ред. Бидејќи тоа бе го правиме, требаше да се реновиране комплетниот дел на јаслито, зборам значи од паркет до прозори, до кревечиња, до играчки. Мислам дека и самите родители кои што ги носат децата се задоволни и се гледа таа разлика која што ја имаше во претходниот период. Сега би сакала да ја начнеме таа тема, односно тоа е она што ги интересира сите родители кои што имаат дечиња за упис во градинка. Каква е состојбата со празните места за упис во градинка? Има ли место да се запишат сите дечиња? Имате ли сведоци сме нели на случаеви во другите општини каде што навистина има и долги листи на чекање, каде што родителите нели уште пред да почнат со работата поднесуваат документи за упис во градинка? Каква е состојбата во Бутел? Не случајно отворивме и нови делови во градинките, за да ги задоволиме сите потреби. По моја информација, немаме листи на чекање. Може во моментот да се причека, но мислам дека чекањето не е повеќе од 2 до 3 дена. Проблем е секогаш родителите сакаат или кај одреден воспитувач да бидат или пак на одредено место, но ето тоа го менаџираме и сум сигурен дека успеавме во тоа. Имаме повеќе од 900 деца, кои што просекот ни е околу 780 деца на ден и мислам дека се задоволуваат сите тие потреби. Вие како градоначалник се грижите за здравјето на децата, дадовте нели ги опремивте градинките во општина Бутел и со прочистувачи за воздух. Да, првата фаза беше јаслито, бидејќи тие се нели најмалите деца. Сега во моментот и тендер, мислам дека
ќе биде за многу брзо време и останатите делови од градинката да бидат обезбедени пречистувачи за воздух. Работиме многу на тоа околу атмосферскиот дел на децата. Се надевам дека оваа година ќе направиме некои поголеми зафати во однос на греењето, затоа што се греат градинките на нафта. Мислам дека оваа година ќе ги префрлиме сите на плин, така да ќе запазиме еден дел од екологијата. Супер. Училиштата на територија Бутел подготвени ја дочека учебната година во септември. Какви зафати беа таму преземени? Секој училиште своја приказна. Се она што ги има детектирано проблемите директорите, седнавме, ги разработивме и ги решивме во поголем број. Се разбира дека не може се да се реши, но мислам дека од она што побара 80% ги средивме. Активно работиме, значи и преку целата година, сега еве за моментално за зимскиот одмор, работиме исто така во 3 училишта. Мислам дека ќе го користиме секој момент за да ги подобриме условите на дишењата. Одлично. Вие не ги заборавате и културните манифестации во општина Бутел. На почетокот на вашиот мандат, нели, кога дојдовте на функцијата градоначалник, рековте се што е убаво и се што е добро да продолжите да го правите и понатаму. Какви културни манифестации се случуваат во општина Бутел? Мораме, значи, се што е добро да продолжиме, да дадеме некоја идеја, затоа што и после нас некој треба да дојде и ќе дојде. Почнавме, значи, со еден базар, кој што еве во втора година го имавме. Мислам дека е доста успешен и оваа година имавме многу повеќе присутни членови на тоа друштво, кои што активноста е меѓународна. Оваа година не само од Србија и од Косово имавме и од Албанија, и од Бугарија, и од Украина. Мислам дека ќе ни прерасне во една добра традиција. Потоа кога збориме околу таквите активности, за прв пат имавме Ден на Бостан. Така да кога збориме за љубанци, го поддржавме карневалот. Оваа година мислам дека многу повеќе сме спремни околу организацијата за карневалот, затоа што е таа традиција на селото, од која постои селото, и тука цврсто ќе застанам да го вратиме оној сеј што карневалот го имал во изминатиот период. Ликовната колонија е нешто што е традиција и кое што сум сигурен дека во наредните години ќе продолжи да функционира. Имаме низа активности други кои што се како прослава на роденденот на Вапцаров, бидејќи тој ни е патрон на нашата општина. Еве за прв пат направивме новогодишни забави за сите граѓани на општина Бутел. Мислам дека тоа ни е едно новороденче кое што сум сигурен дека наредните години ќе биде секогаш подобро и подобро. Почнавме со најмладите, затоа што и целта ми беше да ги активираме младите, да искажат пред сите што можат, заради тоа што за патроните празници една убавина да ги гледате деца со чиста душа кои што со насмевка го прават тоа. Па завршивме со музика за повозрастните и мислам дека ќе обрнуваме многу внимание на тој дел. Оваа година летос очекуваме и Бутелско лето исто така за прв пат. Сум сигурен дека и у делот од културата ќе имаме многу активности, ќе работиме за наредната година еден културен дом, бидејќи во општина Бутел нема културен дом. Тоа ќе ми биде приоритет за наредната година. Така. За крај, еве, на овој разговор би можеле и да ги кажеме проектите кои што планирате да ги реализирате во оваа 2019 година. Спомнавте, нели, сега за културниот дом, меѓутоа што друго ќе правите? Културниот дом ќе биде оваа година проект, значи за наредната. Нешто што ќе ми биде приоритет е обеќаната патека на реката Серава. Веќе изработуваме проект од километар и 200 од населбата Бутел 2 до домот 25 мај. Потоа чистење, значи целосно на реката Серава, бидејќи таму веќе ќе имаме патека за пешачење и трим патека за трчање. Ќе биде осветлена комплетно и ќе има клупи за одмарање. На две места ќе има
фитнес, урбан, надворешно игралиште. Планираме за Малцебе да биде поразлично, на две места ќе поставиме и метални мостови кои што да ја разбијат она монотонија на движењето на луѓето. Тие две ќе сакам да ги имам како приоритетна работа, затоа што тука ќе ни биде лицето на општината, но се разбира дека главен проект ќе биде новата градинка во училиштето Климент Охридски и новата градинка која што ќе биде дел од старата во населбата Бутел 2. Тоа ќе оставам на граѓаните, нема да кажам какви ќе бидат, но сум сигурен дека Бутел ќе биде гордост на Македонија, затоа што прва ќе биде тоа што го планира да го направи. Се надевам дека ќе успеете да ги реализирате сите оние зацртани или замислени проекти кои што ги имате и нели се со цел за доброто на граѓаните на општина Бутел. Па ако минатата година направивме 70, ова треба 80. Така е, се согласувам. Ви благодарам тоа што бевте гостин во студиото на Прва Скопска и ви посакувам уште многу успешни реализирани проекти. Благодарам. Ние продолжуваме понатаму, почитувани гледачи. Скопјани се жалат на услугите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, а најголема критика упатуваат на возниот ред на автобусите. Граѓаните реагираат дека треба да има почесто автобуси, бидејќи кога е шпицот, тие се преполни и нема место за да влезат во автобусот. Незадоволните граѓани кои ги користат услугите на превозните предпријатија можат до секторот за сообраќај при град Скопје, кои што се одговорни за формирање на возниот ред, да достават официјално барање во име на урбаната заедница. Скопјани се жалат на услугите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, а најголема критика упатуваат на возниот ред. Имено според постојниот вознен ред, актуелен од 1 јануари 2017 година, најчестите автобуси се на 7 минути, а автобус може да чекате и до 80 минути. Граѓаните реагираат дека треба да има почесто автобуси, бидејќи кога е шпицот, тие се преполни и нема место за да влезете во автобусот. Голем дел од граѓаните се жалат на недоволниот број автобуси на дел од градските линии, а како најпроблематични ги посочија линиите со број 13 и 22. 13 е единствената линија која ги поврзува населбите Киселавода и Железара, но автобус има на 1 час, а навечер и за време на викендите, овој автобус воопшто и не сообраќа. Додека 22-ката пак, ако порано важеше за еден од најфреквентните автобуси на скопските улици, сега кога возниот ред е наизменечно распределен на приватни јавни автобуси, граѓаните мака мача да влезат во автобусот кој е полн по само неколку станици од почетната. За ова придонесува и густата населеност на населбите Даме, Груев и Волково, каде што сообраќа 22-ка. Ги прашавме одговорните во ЈСП дали прават анализи на продадени билети, кои би покажале потреба од воведување на дополнителен број автобуси на некои од градските и преградските линии. Оттаму веле дека анализи се вршат и токму врз нивна основа. Се одговара на барањата за, например, промена на возниот ред, воведување дополнителен број автобуси на конкретна линија и слично. Но во моментов не се предвидува промена на возниот ред на овие две линии. Сепак, незадоволните граѓани кои ги користат услугите на превозните предпријатија можат до секторот за сообраќај при град Скопје, кои што се одговорни за формирање на возниот ред, да достават официјално барање во име на урбаната заедница. Посочениот сектор во соработка со ЈСП Скопје прави темелни анализи од неколку аспекти: фактичка состојба на терен, број на потенцијални патници по утврдена методологија, расположливост на возниот парк во определени моменти, економска исплатливост на линијата, врз основа на кој се одлучува за исходот на барањето. Во Скопје превоз вршат 316 автобуси на 100 линии, од кои на 75 линии сообраќаат возила на ЈСП Скопје, а на 25 приватни превозници, а некој комбинирано со возила на ЈСП Скопје. Од ЈСП Скопје очекуваат квалитетот на јавниот превоз во голема мера да се подобри со набавка на новите еколошки автобуси, зашто постапката е во тек. Иако е студено, дамите треба секогаш да се модерно и убаво облечени, а при тоа вешто да им прекосат на ниските температури. Истото важи и за мажите. Во продолжение од прилогот ги дознаваме најактуелните парчиња во оваа сезона.
За време на студената сезона, експериментирањето со облеката е многу полесно отколку во текот на летото, а со тоа и можноста да го прикажете стилот во вистинско светло. За инспирација ви прикажуваме кои се најголемите трендови за оваа зима, представувајќи ги модните комбинации на убаво стилизираните дами. Иако е студено, дамите треба секогаш да се модерно и убаво облечени, а при тоа вешто да им пркосат на ниските температури. Најактуелни парчиња во оваа сезона се секако капутите и јакните, а најдобро изгледаат во комбинација со джемпери и ролки, волнени фустани и панталони, чизми со високи подпетици или патики. Она што е особено впечатливо се плетените капчиња и шеширите со кои се дава фина завршница на комплетниот изглед. Што се однесува до тоа која боја е тренди, тогаш имате поширок избор. Судејќи по модните писти, сезонава секоја девојка со стил би требало да ги има во својот гардеробер маслинесто-зелената боја, кафена, джемпер со сенф жолта боја. Освен пастелните бои, во 2019 година ќе владеат и розевата, жолтата и кралско сина, а црната боја воопшто не се најде на оваа листа. Модните експерти велат дека за овој зимски период особено препознатлив е предимензионалниот топол зимски шал. Независно каков е вашиот личен стил или за која намена сте го облекле, во оваа зима секој од нас има еден омилен дебел шал што обожаваме да го комбинираме во различни варијанти. Кај мажите пак интересно е тоа што се одлучуваат храбро да комбинираат повеќе бои во стајлингот, иако најчесто како зимски се третираат потемните и смирени тонови, тоа правило повеќе не важи. Оваа модна зимска сезона тренд се по светлите варијанти на джемпери. Иако се најавуваше снег за новогодишната ноќ, таа помина без него. Синоптичарите велат дека снегот ќе почне да паѓа од ноќеска со послаб интензитет, а за утре најавуваат врнежи од снег со посилен интензитет. На некои места ќе се формира снежна покривка и од 10 сантиметри. Оние кои уживаат во снегот најверојатно ќе се израдуваат утре, бидејќи според најавите на синоптичарите, снегот со послаби врнежи ќе почне да паѓа од ноќеска, а утре со поинтензивни врнежи. Иако метеоролозите најавија снег за новогодишната ноќ, сепак таа помина и без него. Но затоа од Управата за хидрометеоролошки работи најавија дека во вториот ден од годината ќе не израдува снегот. Дежурниот синоптичар од Управата за хидрометеоролошки работи Борис Секирарски информираше дека под влијание на студен и влажен бран денеска попладне во текот на ноќта како и в четврток ќе има врнежи од снег кои ќе бидат пообилни во западните и јужните делови од земјава. Во првите попладневни часови веќе ќе имаме први врнежи од снег на северозападот. Потоа овие врнежи ќе се прошират, некаде долж по Вардарието ќе започнат како краткотраен дожд, но потоа ќе преминуваат во врнежи од снег. Врнежите ќе се почести на западот и на југот од Републиката, а таму и ќе се поинтензивни. Па така, тие ќе продолжат и во текот на ноќта и понатаму и во ноќта ќе имаме ветровито време со северозападен ветер, а од овие врнежи од снег очекуваме дебелина на снежна покривка која на пред се на западот и југот ќе надминува 10 сантиметри, а на повисоко на планините и ќе надминува и 20 сантиметри. Секирарски најави дека во наредните денови ќе биде променливо облачно и студено со многу ниски температури и со слаби локални врнежи од снег. Најсончево ќе биде в сабота. Поради ниските температури ќе има појава на голомразица. Времето утре ќе биде променливо облачно и студено со локални врнежи од снег, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Утре температурата ќе го достигне само првиот степен. Во петок ќе биде постудено со максимална дневна температура од -1. Во сабота ќе биде 0, а во недела нешто потопло со температура до 3 степен. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Имајте убава вечер со нашата програма. Довидување.